spasitelj, Isus moj Gospod i spasitelj, Toj me vodi za raka, kon padotna pravdata. Toj me vodi za raka, kon padotna pravdata. Slavete go, braća, sestri, naši od Gospod Isus Hristus, krv ta njegova se lijej, da ne očisti od grevo. Krv ta njegova se lijej, da ne očisti od grevo. Благодарност до вашата емисија, кој издвоивте време да не посетите во една празнична духовна хармонија, каде што како организација, како личност ми привилегија да бидам гостин во една ваква емисија и да зборуваме за вредностите на духовното учење и на верувањето во Бога и вредностите кои Бог ги дава на секој човек да има привилегија, што го знае Бог. Јас сум Суер Данишан, гласноговорник и раководител и прв човек на невладената организација на детски свет на Почедо. Нова тема, нели, денеска не е темата која што би изборувале за нашата организација, денеска е темата која што посебно ми е драго што го учествувале во една ваква емисија. И искрено кажано, како личност кој духовното учење е многу битен сегмент кај секој човек да го свати и да поверува во она што е жива материја, она што најчесто помага кај луѓето и помага кога тие се тажни да ја утеши истото времено и кога тие се сами да биде покрај нив, или па тие кога се гладни да он ги нахрани. Така што ние тоа го имаме видено преку примерите и сведоствата кои се пишани во Светото писмо, во Новиот Завет. Појасно го може да го видиме и појасно можеме да го исперципираме во Библијата. Како јас стигнав да го запознам Исус? Исус е, навистина, не е име. Може да кажеме дека е живот. Живот кој што на секој човек го трансформира. Ево, јас сум личност која што имам израснато во различни култури, може би Бог тоа не ме многу допуштил и никогаш јас не го презирам тоа, каде мојот, кој јас се родив, мораше сам да одам да чекорам во мојот живот уште малите мои нозе. Знаете, моите родители мораше да ме остават и мораше сам да бидам во животот мој. Но не бев никогаш со одредени предрасуди, напрочем и се радувам што така бидало, од причина што можев да ги направам разликите помеѓу животот и смртта. Смртта го речем, може би многу тежок збор, но како смрт, каде нема живот, каде е темнина, каде нема надеж, безизгледност. Јас живеев во едно интересно турско семејство, кој што има исламско верување, и исламот кај ни се базира искрено кажа на Стариот Завет, каде можам да кажам, може би привилегија тоа што го запознав. Исламот, од причина што таму од мали нозе се изучуваат децата како е да го почитуваш Бог и неговите вредности. Како е да го почитуваш семејството каде ти живееш и како ти да имаш една култура и према твоите родители и према Бога. Тоа може би добро како предмет кој што како практика го применуваат тие луѓе, за да можат еден вид нивните деца да ги научат има еден здрав почит кај Бог и према родителите. Додека малце кај нас на христијанството може би и жива вера, Бог дава, прави чуда, јас кога значи ќе стигнеме. Кај исламот е малце поинаку кои што ги учат. Изучуваат нели како тие да се молат, како тие да кланјат, како тие.
Нема таму него одредена лоши работа, не се изучуваат, но ипак можем да кажем дека не те води до спасението. Зошто? Самиот Исус, кога дојде на земјата, он дојде да го исполни Стариот Завет и да го почне Новиот Завет. И тој завет кој нас Бог ни го оставил, ние да го почитуваме и да го практикуваме. Но ама практиките и искуствата покажуваат дека или на одредени научници тоа го презираат и најчесто вистината од луѓето ја сака да кријат. Јас го запознав Исус Христос преку еден мој пријател, каде направи Бог чудо. И верувам дека во наредна емисија ќе ви обезбедам личноста да ви сведочи за Христовото спасение. Јас случајно работев во невладина организација, уште од мало нозе и преку тие невладини организации имаше луѓе христијани кои што мисионираа во нашата земја, работеа и помагаа на луѓето кои што во 2001-2002. И ги запознав тие луѓе, интересни беа, велеа дека Исус не сака Бог Исус умрел за мене, за мене тоа не беше познато. Бидејќи јас растав во една исламска култура и за мене тоа не беше прифатливо. Ама ја запознав личноста во мојот живот, Роберт, каде што, верувајте, неговите направи многу за да го спасат, но жал не може да го спасат. По тоа време доктор Чаловски, тогашен професор во државна болница, сите негови професорите до младо конзумено мислење дека тој не може да спаси и дека едноставно тој ќе биде парализиран и дека тој има артритис, тоа е ранење на коските, отколкото и дека тој едноставно колку ќе живее. Дури не помагаа ни инекциите за реанимација на самата крв и на самата коска. И ја го запознав и те викат Бог да прави чуда. Ја викам добро. Ја ги запознав, ја ги најдов тие луѓе, викам вака да работиме една личност која живее таму, верувате кога идевме на таму ни се случи еден стрес, не нападна албанците, па колата ни е превртена, но вистина тоа се појавија многу пречки. Но не спречи да одиме кај него дома и Бог да го направи чудото. Тој живееше во село Асамбек, тоа е едно ризично место кое што ден денес се може така мрачно, можам да кажам, и таму он живееше последна куќа. Ризично беше од тоа време се пристапи, но пристапи на слава на Бога. И му сведочеа луѓето за Бог, му кажа дека Бог прави чуда. И може да се помолтом кажа, нема шанс, јас оти тука спроти него имаше джамија, не ми кажа верно. Они му кажа, дали може да се помолим за тебе? Се помоли и Бог направи чудо. Во тој миг Бог 20%, 30% го исцели човекот. Исцеление. Тоа е тоа Бог се го прави. И човекот почне да на служби, да верува и верувајте денеска Бог го благослови со сопруга, има 3 дечиња Бог ги благослови, му служат на Бога, веруваат во Бога и го слават Бога. И јас така поверував и особено ми приливиѓа што преку еден таков човек го запознав Бог. И почнав јас да верувам во неговите вредности и да ги практикувам, но патишта, знаете, разединија, знаете, но сепак моето верување во Бога е тоа што сакам да преку делото кој што ги правам добри да бидат во животот да им помогнам на лицата. Знаете, Бог дојде за безбожниците, за глувите, за слепите, за изнемощените луѓе, за издовиците. Бог е за грешните. Но не некои луѓе керчат, Бог треба да спнене. Бог има луѓе. И ако не сме ние луѓето, да правиме во Негово име добри дела, па цидовите ќе почнат да зборуваат и тие да работат наместо ние. Затоа не би сакал да бидам како заменет, како личност со нешто такво, кој што навистина ќе биде многу болно, бидејќи го знам Бог што вели и знам Бог што учи. Постојат, верувајте, многу изветоперени работи кои све ќе направат само луѓето да ги одречат од Бога. Искрено кажано. Нели, луѓето мислат дека Бог живее во сликите или во зидовите или во нешто. Не. Бог живее во нашите срца. Во твоето, во моето срце. И Бог едноставно, јас велам, нели, нашата порака пред Великден, некој мене, секој ден да ми биде нас Великден.
Бидејќи сакам ова емисија да ги поставам сите свештеници, да ги повикам, кои велат дека на овој ден се родил Бог или воскреснал, нека ми прочитат каде тоа го пише во Библијата. Нека ми го кажат датумот и времето и часот. Кој ден? Не е дадено. А знаете зашто не е дадено? Зашто повторно ќе направи паѓански празник и ќе се потсетуваат дека тогаш Бог направил чуда. Па Бог не сака така, на Бог му се гади. Бог уште во Стариот Завет од Исаја им кажува: еве го јагнето Божјо, еве крвта негова, измите се. Па какви гласноговорници се тие свештеници и го промовират Евангелието Божјо и го тогаш го ја порекнуваат вистината. Какви се тие луѓе? Затоа сакам сите христијани, сите македонци, без разлика нашата определба, дали сме роми, албанци, турци, верувајте дека сите ние ќе застанеме пред нашиот Исус. Дека тој ќе суди. На него му е дадена славата. И жал ми е што после такви сили кои создаваат свои нации, свои народи. И жал ми е што верувате дека кога ќе дојде распадот до системот на католичката црква или до одредени системи кои тие ги создале кон народи, ќе биде многу лошо. Бидејќи ќе создаваат народ свој. Не треба да се плашите вие од едни други, треба да се плашите и Јеговините сведоци. Тоа е најголемата секта која што се шири и која го порекнува Божјото слово, која го порекнува Светото Тројство. Него ќе рече, еве пример, зошто е ова јајце? Па ова јајце е за таквите како луѓе да сватат дека ова е тројство. Дека јајцето не може без белката, дека јајцето не може без жолчката и не може без душпата. Така и Бог сака да им каже на тие кои се слепи и глуви да сватат дека Бог е тројство. Татко, Син и Светиот Дух. Тоа нека разберат и тие кои што навистина сакат да извитоперат вистината. Посебно тие Јеговини сведоци. Тие се посебна секта, подочно кажано врзани долгата рака на католичката црква и на одредени масонски ложи. Зошто ќе ви кажам? Масонските ложи се штитат по одредени фрази дека тие се чувари на Соломонската тања. Океј. Може би тие ако не постоеле, ќе имавме ние уште некои одредени немири, како во време како што се ги среќаваме на одредени земји или како владењето на Римското царство или ќе немало некој редија. Но арнално тие создаваат своја секта и своја религија. Бог вели, еве еден пример како Јеговините сведоци што ќе го кажам и што мора да го направи. Ке нив на пример, ако на никој не му треба крв да му се даде, они не даваат. Значи ќе да му дадат на човекот живот. А каков живот они бараат? Самиот Бог, кој му се објави на Мојсей, му кажа: јас сум оној кој сум. Не кажа дека тој се вика Суарет, не кажа дека тој се вика Јане и дека тој се вика овој. Току вика: јас сум оној кој сум. И затоа, драги мои пријатели и драги мои гласноговорници на Словото Божјо, ве повикувам, нека Бог ви ги просвети мислите, нека Бог ви ги отвори духот и разумот и да погледнете малце подлабоко кон Бог и Бог што вели. Не можете вие да бидете и да го растурате Словото Божјо или па вие да го правите преку слики, зидови, реклами на Бог. На Бог не му треба реклама. Бог е жив. Бог живее во мене, во тебе и во сите нас. Бог вели: јас тропам. Ако отвориш, ќе влезам. Бог Исус не е насилен Бог, туку тој е Бог на љубовта и мирот. Затоа што три работи во светот ќе обстојат: верата, надежта и љубовта. А највеќе од нив е љубовта. Значи, искрено кажам, ако ми поставите прашање дали јас идем во заедница, не. Заедницата за мене е нешто убаво, но жал е што одредени гласноговорници го претвораат Божјото во материјално, каде луѓето ги соблазнуваат.
Кажете, бе, јас имам своје верување. Не, јас верувам во Бога и верувам во неговата вредност. Верувам што тој направи во мојот живот, бидејќи јас работам во една хумана сфера и ако некогаш нешто направив, понесов радост во некои одредени животи, тоа јас не го направив. Тоа го направи Бог. Бог се ги собира тие луѓе. Зашто Бог е тој што прави чуда, Бог е тој што врзува и одврзува. Се што е на небото и на земјата. Нека разбера сите тие луѓе, бидејќи Бог живее во сите нас. И мојата желба, мојато мото е, дајте сите да бидеме еднакви под сонцето, да веруваме во Бог. Бидејќи Бог вели, сонцето грее, никој не може да му забрани еднакво да не грее. Зашто Бог не сака. Бог се уште чека сите да се покаат. Сите да дадат при Него. Зашто Бог тоа го сака. Кажат, луѓето без како Бог е, па вака. Ако во Стариот Завет имахме ние времења лоши, добри, имахме гласноговорици во време последното време на Лот, кога беше најгрозното во книгата на Лот, кој најгрозното нешто се случуваше, тогаш Бог, за да не го уништи светот, го прати својот син, Исус. Знаете зашто? Зашто мораше да дојде во вид на тело, да луѓето ја разберат пораката што сака да каже. Но малку мина беа и многу мина видува, но малку мина поверува. И затоа ми е прилivеѓа секој еден човек да го најде Бог и да поверува. Зашто Бог сите не сака. Бог сака секој еден човек да дојде кај Него и да го гушне и да му помогне. Зашто Бог е љубов, Бог е светлина, Бог е живот. Затоа, нека сите тие луѓе кои не посетуваат во заедница, не идат, нека го побараат Бог, нека го повикаат Бог во нивните срца, Бог ќе дојде. Бог не живее во луѓето, Бог живее во луѓето, но Бог не живее во само во проповедниците, Бог живее во сите еден нас. И Бог секој како алатка ќе го искористи за своја слава. И затоа, драги мои пријатели, секој еден човек нека го отвори срцето, нека ги отвори очите, нека го отвори разумот и нека го повика Исус. И нека и тогаш Исус ќе дојде и ќе им помогне. А ете, драги мои пријатели, јас сакам во името на Таткото, Синот и Светиот Дух да го повикам нашиот Спасител и да ни помогне. Фала ти, Господи Исус Христе, за овој ден. Фала и слава Боже што Ти си голем Бог, што во Тебе е славата, во Тебе е мудроста и во Тебе е силата. Ти го создаде светот, го создаде небото, ја создаде земјата, го создаде народот, ја создаде природата, ги создаде животните, ја создаде се. Затоа, Господи, те молам за Македонија, те молам за целиот свет, да има мир, љубов и благосостојба. И те молам дека ова библиска земја да сочуваш Ти. Зашто, Господе, таа во Тебе вдахната. Ти во Бог, Ти, Господе, кажа едно нешто. Кога апостол Павле отиде да го проповеда Евангелието од Трна на Керус, на Цариград, тогаш Ти, Господе, ангелот Божи се појави и му рече: дојди у Македонија и помогни. Ти си, Господе, тој кој што е ова земја си ја вдахнал и те молам, Господе, ова земја благословија. Нека Твојата сила и нека Твојот дух биде над ова земја. Нека сите тие нечисти сили и сите тие вражачи и катачи во името на Исус бидат од Тебе остранети, искоренети и те молам, ослободи го народот. Дај му на народот да живее, дај му на народот да имаат еднакво знаме, да нема знамења во вера, знамења во нации и знамења во партија. Те молам, Господе, нека биде една партија и таа да биде Ти да бидеш, Исусе Христе. Во името на нашиот Спасител и Семоќен Господ Исус Христос. Амин.
Bože môj, jas ne znam kako živevo, mraki beda, bez da znam za griža Tvoja i za ljubov ta. Sega ja sum Tvoje čedo, pripajam na Božjo stado. Bože môj, Ty se kogaš, pokraj mene si, jaste, slavam Bože, jaste, slavam Bože, jaste, slavam Bože, sovečen poj, jaste, slavam Bože, jaste, slavam Bože, jaste, slavam Bože, sovečen poj, slavi go, to je dobar Bog, slavi go, to je dobar Bog. Isus, go slavi me, vikni silno hej, za sloboda, vikni silno hej, za sloboda, samo to je za slava dostojen. O, aleluja, o, aleluja, aleluja. Moj Isus, moj Gospod, ko Tebe nema drug, ni životom svoj, Ti slavam jas, site dela Tvoji čudesni. Moja uteha, moj zakon, pribežište vo nevojli si, so sekoj moj zdiv, so sve što sum jas, sakam da Te proslavam. Slavi go Bog, Otce srcem Ti,